И види, ми кажува кога да сменам брзина. Само ми се паркира. Ево, тоа е Само ми се паркира, еј. Ало, кревам вака раце и само се паркира. Новата епизода од 1 на 1 започнува сега. Ајде, дечки, почињаме. Години помина. Малечок! 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 Леле, ама спие. Малечок! Разбуди се, малечок! Ај, мајката. Малечок! Не учам, само се одмарам. А да. Малечок. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Кој си па ти? Ја, Стево бе, кој сум? Стево. Знам, веднаш те познав. Ти си шпион. Те каде? пратиле да видиш дали учам англиски. Ма грешка си, јас сум студент. Студент? Да. Чекај, нели беше ти водител едно време, 99 Action водеше и сега те гледам во вчерашни новости и нели ти Мартин се викаше бе, од каде сега Стево? На никој не смеш да му веруваш овие денови. Значи сите политичари сте станати и само лажете. Златно време порано со Тупурковски, со Клюсев, со Јане Милјовски. Срам да ви е. Диме такси. Од секогаш си бил зафркант. Гледате 1 на 1 сезона 8. Вечерашни гости, вчерашни новости. А сега вашиот домакин Жарко Димитриевски. Здраво, слушате Димитриевски, ова е 1 на 1. Аплауз за вас, дотерани луѓе. Вака дотерана публика немало никогаш. Браво. Ана? Ми се допаѓаат. Погледни ја само оваа девојка у првиот ред. Вау. Океј, добро. Ајде да зборуваме за сериозни работи, да зборуваме за политика. Да, се ближат и... Аплаудираш на политика, ти болен човеку. 11 декември се изборите, значи за тоа се наоѓаме во оној период трчи лажи период е овој, да. Не знам дали пуштате телевизија, ама генерално е ова. Ќе отвориме технолошко развојна зона во Скудриње. Што ќе отворите? Во кое Скудриње бе технолошко развојна зона? Нормален ли си? Ќе отвориме Вселенска обсерваторија во Кравари ќе отвориме. Ферари ќе ги пресели сите своји фабрики во Мешеишта. Трчи лажи периодот. И како и пообичај немаме соочување меѓу лидерите на најголемите партии, нема дебата, но денеска ќе има соочување и тоа сега веднаш. Можеби не е на дебата, ама е исто така на жежок подиум. Токму така, дами и господа, ова е повторно рап битка! Јо. Ова е за сите мои луѓе во Ајлотов, да ве чујам. Во Бутел, Гази Баба, Калбинци, Петовец, Чешиново, Буешево, цело Бабо! Слушам,
На тоа като влегува Куевски Никола. Моето име Пецка, моето име Голат, твоето име Сецка, моите луѓе твојат. ВМУ има пепра да те стоа, тоа сите го збоа. Заем него била, излезено нива. Види го каков е скапаница дива. Времето ти помина кој да си лада лива. Изгубиш и пак лада ке ти биде куива. Патеничката листа им е гуиста до гуиста. Градото има луѓе без ниједна чиста. Ке ушеве споменици площад ке бил 300, мој цел площад за инат ке биде писта до писта. Заев на митинзи лажите сега од ноември. На наводот му бае ке победа во декември. А после ке се кае, ке каже дека знаел, не смеел да лаже по банко на 15 септември. Слушајте, тоа не е сполно. Бујо ке ја направи Македонија голема повторно. Има и друг. Да, тој е секоја со завратени ракови. Оу, малку генгста рап. Одлично. Знаете овде како треба. Зоран Заев, хеј, Зоран Заев, оу, Зоран Заев, Зоран Заев, Зоран Заев, Зоран Заев. Оу, одиме, директно од Струмица. Лажење, напади и празно ветување. Никој веќе не ви верува, сите сте за лекување. Време ти е за нова работа, во грана барат касиер. Зашто после другата сабота Заев ке е премиер. Ке победиме гладко, ке ви го нема спасов. Ке пропаднете братко, копија родна Диме Спасов. Леле, каква трагедија беше тоа. Гледате добро, не му држи газот, требаше пие само кока-кола. Немој да ја пешеш рада, ке ти стегнам тужба. СЈО е моје, со катици имам јака дружба. Ме сака цела Европа, вика Заев ти си цар. Дај смени го оној груев и направи државата дармар. Им реков сега е готов. Гледайте ме во лицето, јас ке бидам премиер, а вице-премиер вицето. Ајде уште една за Груевски и за Заев. Гледате 1 на 1 сезона 8. Овозможено од Good Nature, најдоброто од чајникот на природата. Да. Не, добро, ние сме политички коректна емисија, избалансирани сме како што треба, како што Европска Унија налага и затоа да не останеме покуси, побаравме свој рап да направат и останатите кандидати. Значи не само Груевски и Заев, па така брат Љубе рече во месарница кога одиш велиш дај пол кило од вратот. Не знам зошто го кажав ова, но гласете за братот. Да, Али Ахмети рече јас разумем македонски, ама не ви ги разумем овие шали. Во шеска да го даваш гласот за Ахмети Али. И последниот и најдобар рап од сите е следниот. Не сум нигде кандидиран, ама нема врска. Јас сум председател Иванов Ѓорѓе. Добар рап, добра рима. Добра рима. Нормално време на избори, затоа продолжуваме повторно со политика. Им дадовме шанса на македонските политичари и македонските политички новинари да одговорат некои прашања во она што го нарекуваме 1 на 1 анкета. Тата вели вака. Прво прашање. Кој ви е омилен број? Стево Пендаровски одговори 7, Илија Димовски одговори 63, толку пратеници треба да ја зачуваме државата. Богати. Ѓорѓе Иванов, кој ви е омилен број? Ш. Тоа е тоа. Што очекувате на прв состанок? Бранко Геровски одговори да си земе преведувач или толкувач. Тој што знае. А сите други се као, што? Не, ќе го видите вие што не знаете Геровски на некој интервју и ќе направите Гордана Јанкуловска одговори да ме носи во кино на филм со Хју Грант. И што очекувате на прв состанок? Саше Политико одговори да ми извади солзавец. Прашањето е, последен пат се маскирав во... Фросина Ременски одговори во Хобит, еве баш сега сум маскирана во Хобит. Вие што не знаете, ќе ја видите Фросина Ременски на некој интервју и ќе речете Последен пат се маскирав. Ѓорѓе Иванов рече нема потреба да се маскирам, генерално проаѓам неприметено секогаш.
Последен пат се маскирав Амди Байрам во Макро на митинг од ВМРО. Ова сите го знаат, Демашова. Секој знае за тоа. Кога гледам порно. Прашањето, односно реченицата е кога гледам порно. Зоран Заев одговори, гледам што ни прави Груевски веќе долго време. Вау. Васко Ефтов одговори, се прашувам од каде финансии за таков проект, а тие голи и боси. Кога гледам порно, Здравко од левица одговори, јачам десница. А може па и левица, не знаеш, а? Знаеш, вика дека ако со леви... Ај, нема веза. На владата највеќе и замерувам. Лиле Дом, што не најде начин да се справи со загаденоста, па и јас исто, да, но истина се гушиме. Бранко, што не е моја, и... Кај си, бе, Бранко, бе? И, значи, последен, на владата највеќе и замерувам, Диме Спасов одговори што не ми го даваат Мерцедесот, туку мојам со Туалегот во град, сламото. Следно нешто во еден е... Даре, извини, молим те, само тренутак еден. Зоран Цвијановиќ! Али тоа е... Ljudi, vrlo kratko, gledajte stado u Cineplexu da ne bi postali stado. Стадо? Толку? Зоран Цвијановиќ! Зоран Цвијановиќ! Па дојди ни пак у некоја следна емисија. Фантастично. Сакав да кажам дека многу има политика нели на екраните, но ајде да ја направиме поинтересна. Што ако на политичарите им додадеме детски гласови? Ајде да видиме. Ќе го донесам на Бина, на најголемиот митинг и ќе му покажам кај се наоѓа тој зајко. Каде му е местото? Таму му е местото, а не да биде премиер на Македонија. Македонија, која што живее горд и достоинствен народ, кој е мудар и многу добро знае да препознае што се случуваше сиот изминат период. И одвоиме 2 детски гладинки со капацитет меѓу 500 и 600 деца. Нови 600 милиони евро на уедните 4 години, по 150 секоја година. После 10 години дени пишува се, почнуваме. Замислете тие почнуваат после 10 години. Не. Сакаме да испратиме полак. Тие овласт после 10 години не почнуваат. После 10 години завршуваат. Доста. Политичко издание од еден се ближат изборите и нормално продолжуваме во тој стил. А она што е следно во сценарио е нешто кое го баравте многу долго време. Имено, долго време ни пишуваат луѓе и ни ги праќаат оние celebrities read mean tweets од кај Джими Кимел и ни викаат кога некој наш ова ќе го направи, у видео Обама го правеше, леле нашите никогаш немава да го направат. Па јас со гордост ќе ви кажам дека денес е денот кога политичарите ќе го направат тоа и ќе читаат злобни твитови. Токму така. Пративме покана до најголемите партии и на нашата покана се одзва Љубе Бошковски, Никола Поповски и Стево Пендаровски да видиме да ги читаат тие нивните злобни твитови. Како се смее Љубе Бошковски? Хак, 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 хак. Така се смеам на смешни твитови, не на овој. Никола Поповски да учи од Амди Байрам како да кажува вицови. Да учи од Амди Байрам како се кажуваат вицови, ќе оде еден на еден. Жаре што ќе прави после. Стево Пендаровски не оди на дебата, дебатата оди кај Стево Пендаровски. Па ова е прилично точно. Ја не памтам дека било кога сум избегал од дебата, за разлика од моите политички опоненти од ВМРО ДПМН. Да бидам искрен, не сум избегал од дебата дури ни дома
со мојата сопруга и со синот. Кошулите на Гоце Арнаудов се подобри од марамите на Љубе Бошковски. Не сте ми ги виделе сите марами, затоа така зборувате? Никола Поповски е за гледање, не и за слушање. За гледање и за гласање. Не гледајме Доне Донке, од гледање фајде нема. И на 11 пенкалото во рака. Амди Бунда у ГТЦ сакал да се слика со Стево Пендаровски, викал тој е мој председник. Дали Амди Бунда е кокичето на промените? Не разговаравме воопшто за пролет и за кокичиња. Наискрено да ви кажам, Амди ми даде голем кураж сега пред избори и ми рече: брат, ја многу те поштојам тебе и нема да ти се мешам у прва изборна единица, ќе ги изгазамо и у двојка, али у единица терај. Ти си мој фаворит. Го слушав Љубе Бошковски на топ тема. Прочка да не беше? Како почна со простување, си мислев и на гледачите ќе им прости. И на тебе ти простувам за твитов. Добро, како те таргетираат за банерија? Цел Божји ден ми излегува Никола Поповски на секоја можна статија што ќе отворам. И Google знае што е подобро. Значат ли листите дека идниот премиер ќе се бира меѓу Никола Поповски и Стево Пендаровски? Не, јасен е изборот за иден премиер. Мислам дека македонски граѓани совршено добро знаат и за кого ќе гласат и кој ќе биде идниот македонски премиер. Ја не би била опција мене да се надпреварам за премиер, тоа е тешка работа. Тоа бара 24/7 ангажман и ја би сакал нешто полесно како председател на премиер. Љубе Бошковски за себе зборува во трето лице еднина. Не е вистина дека ние зборуваме за себе си на ваков начин? Кладам се дека Никола Поповски усредно нема кажано виц на кој се има смеано останатите од класот. Човекот има очаен смисол за хумор. Видиш, ова ми е смешно, може ли да си оправа, да знаеш? Преска го видов Стево Пендаровски, човекот стварно има појава за председател. Не само појава, јас сум стварно председател. За го терам третата година од мојот мандат. Ја терам и очекувам да добијам реизбор за 2 години од сега. Ова, ботовите Љупчо, Љубе и Стојанче, убеден сум дека ќе имаат над 5 пратеника во парламентот. Убеден сум. Не знам што се ботови, ама ако ботови се луѓе кои ќе дадат се од себе да ја одведат државата на прав пат, тогаш да, па да се надеваме и на повеќе од 5, зарем не? Ова е Никола Поповски, мистер Бин. Нема врска. Мистер Бин е мистер. Јас сум министер. Да направиме разлика. Стево Пендаровски ист Кларк Кент да си бе векот. Има и уште еден твит кој е врзан со оваа појава наводна на Супермен. Еден од твитерџиеви ми сугерира, вели, на денот на изборната победа вечерта на 11 било добро да ја скинеш кошулата, да се види С под тоа. И ја ветувам јавно дека вечерта ќе направам специјална таква една мајца и ќе ја скинам кошулата пред камери, што победата е известна. Љубе Бошковски е скроз зен. Не, тој не е скроз зен. Јас сум само брат Љубе. Не знам зошто, ама Никола Поповски во костум ептен ми е секси. Добро, ова не можам да го читам. Може следно да тераме го тоа прајде. Не знам зашо, ама овој многу ми личи на Стево Пендаровски. Не ми замеравајте, пива и чуда делуваат. Има и вакви твитерџи и твитови, иначе нема никаква дилема во однос на физичкиот изглед. Прво, ја не личам на овој овдека, 100%. И второ, јас сум веројатно еден од најубавите кандидати на овие избори. Благодарам. Јас, дами и господа, сум нешто што е обратно од слон. Значи, слон памти се, јас ништо не памтам и затоа како кесна десетка ми се дојде ни оние безконтактни плаќања од Стопанска банка, ни пин, ни ништо не памтиш, си поминуваш. А поздрав из Офис Плюс, кој секоја емисија ме снабдува со различно столче, кој од кој е поубаво. А јас пак ве снабдувам вас со вице-премиерот Мешевски. Мешевски. Како е? Кај си, Мешевски? Што има ново, брате Мешевски? Што има ново? Бев у странство. Па на таа пара, нема тука да седиш. Па на таа пара. И како си пројде Мешевски?
И како си пројдов? Се возам у такси, и онака стигнуваме до дестинација, гледам 2,20. Владам на таксистов, му давам 2,50. Опа, бакшиче. Бакшич културно, знаеш, ова. Богат човек, така. И ми вика, што бе 2,50? Тоа бе вика, дај уште 3 евра. Дебе? Како бе уште 3, му викам, бе 2,20 А ја пишувам. ти давам 2,50. Да. А бе вика, море, ајд, тоа сато тебе вика. Абе, Мешевски. И ја глупе, седи си дома, Златна Македонија. Абе, Мешевски, Златна Македонија. Оди ти сега, јас да ти кажам за Златна Македонија и неќам ни од режија ништо да ми збора. Значи, за таа Златна Македонија и за сите политичари, слушајте едно обраќање од еден на еден, а кога еден на еден се обраќа, знаете дека се обраќа со песна, а кога се обраќа со песна, таа е секогаш весела. Пуштај режија. Нешто за политиката, за изборите. Нешто за политиката, за изборите. Во декември си мислам, фантазирам кај ќе одам јас на скијање. Но не и сега, заради вас декември ке го пројдам во нервирање. Тој 11 со душа, јас го чекам, но само за да помине. Да не ве гледам, да престанете, веќе еднаш паме да ми солите. Ошаре, зошто добри си најде? Нели знаеш наш политичар едносток набие? Non-stop на телевизија, Цела година, знаеш се за нив, тоа се роднина, но не ги прашувај, занимни имоти, затоа што немаш девет животи. Пошто замарате, сите се префрлихме на Fox и Discovery. Подобро сексот и градото тоа да те секса, другиот си заеби. Во декември, пази што ќе правиш, од секој глас зависиме. Отвори очи и најдобро што можеш, читај тоа листите. Шаре, зошто толку ти си наивен? Нели знаеш наш политичар едносток набие? Non-stop на телевизија, Цела година, знаеш се за нив, тоа се роднина, но не ги прашувај, занимни имоти, затоа што немаш девет животи. Чекуваме убаво да си поминеме, да пиеме чаеви, што е најбитно, пошто е ладно. Не пивото им е ладно, дека пошто им е ладно све. И очекуваме убаво да се забавуваме, нели пред се? I need someone who really cares. Дали знаете што ќе направам од овие трепки? Чајки Не, бе, луѓе, не може човек да работи од вас. Еве, зелен чај помага при сите болести. Не може човек да работи од вас. It's got to be, yeah, perfect. На Телма телевизија веќе втора сезона во недела 19:15 оди шоуто кое е прекрасно и е чекор за сите, вашиот информатор. Ако се информирате од таму, сте се зезнали, ама не е битно. Вчерашни новости! Здраво, Петар. Здраво, Петар. Здраво, Поли. Вчерашни новости, Петар. Да, тоа е Петар. Петар, продолжете уште, Петар, тоа е тоа. Додека не седне. Тоа е. Петар, Јована, Дуци, Мартин. Мартин е нов во екипата. Нов е во екипата, ама добро. Нов, но многу искусен. Сега годините си го прават своето, да не кажам. Да си го прават. Така. Да. Втора сезона ги гледаше првата, Мартин? Ги гледав. Сериозно? Сериозно ги гледав, да. Добро. Вака така, ама ги гледав. И Значи, имаше можда не забелешки секој. кога влезе во екипата? Па да, се појави со забелешки уствари. Тоа ми се свири. Да, се појави со забелешки. Така, седнавме лабо со Бранко по едно кафе. Што? По едно кафенце се напивме. Чај, мислиш? Чај, тоа. Знам дека нешто такво беше. И седнавме, разговаравме малце. Ајде. Салата со чајот нормално. Па
Не иде чај шопска, без иде. салат, Нормално, па нормално, пиперче, патлиџан. Така, така. Пошто беше овако, како беше на органски чајот. Органски Органски чај, така. Ти во моментот немаше активност некоја конкретна, бар телевизиска. Телевизиска немав. Одамна немав некоја телевизиска активност и вчерашни ми дојде Кесо 10. Така е. Pero, ти како дојде да бидеш дел од ова? Сега ќе те вратам тебе на прва сезона. Првата? Да. Мене ми се јави случајно исто Бранко. Имам еден пријател што работи со Бранко, он му кажал. Кој е тој, бе? Не знам, негде живее, Када се Влае, вика? дечкото. Када се вика? Не, може, не кажуваме када живее. Нема потреба да знаат сите када живее. Од аеродром е он уствари. Тоа ми се да, свија, така. и води емисија, не знам дали знаеш нешто на телевизија. На Телма да не. Не знам како се викаше, да, нешто. Еден на еден? Еден на два, да. Тој жаре, тој периште, како? Гледате 1 на 1 сезона 8. Овозможено од Стопанска банка. Плаќај онлайн, брзо, лесно и сигурно. И откритие на првата сезона, мислам дека ќе се сложиме сите, сами ќе кажа. Нормално, тоа е тоа. Господин Дуци, како ти е името сега? Душан. Душан. Од секогаш Дуци? Па така некако му Така му дојде, доаѓа? Дуци, како? Крстен сум на некој што него не знам, искрено да ти кажам. Ама фен. Мислам дека твојата приказна за тоа како си во вчерашни е најинтересна и нетипична, да речеме. И пак е поврзана со чај. Да, многу чај. Значи многу чај. Ми беше негде трети, четврти чај више. Добро. А они сите на чај седна. Инаку трет, четврти телевизиски чај е во реалност 8-9, да знае. Да, и се носи чај тука. Чај, чај. Good nature сегде. Случајно ме примети Бокал се good nature. И љубител на чајот. И ме примети Бране дека детево вика чај влече. А вие сте били у иста чеџилница? Да, во чеџилница тука се сретнавме случајно и они више. Ама не се знаете Дуци, Не, така? они прва епизода слават уствари. Чекај. Вчерашни слават прва епизода у чеџилница. Да. Ние славиме собирање на екипата во чајджилница. Добро. И тука пие и Дуци чај. Се наоѓа дека со режисерот се знаат и дека супер би било да испие еден чај со нас и така. И Дуци седнува даја да се напијам по еден чај. И тргна чај и као ни се допаѓа да утре еден чај уште да. Уште еднаш. И дојав други еден чај, па бокал чај и така више завлезе и Јована, ти Не се најдов со Бранко на чај. Фала Богу! Каде те извади вака? Кој? Како? Работев утринска програма, после утринска една друга компанија, као ќе се откажував, нема више телевизија и Но се случи Бранко. Топло чоколадо, не чај. ти се јави преку те најде од утринската или? Ме најде преку пријател од Влае. Добро, тој не сум јас, пријател од Влај, Не, друг. Значи, ако може нешто да заклучиме, тоа е дека Бранко е склон на непотизам тежок, онај. Така? Дека ти не се Секој со врски влегува, генерално. Или тоа, или треба да се погоди журката, евентуално, во чеџилница. Чеџилницата да ја погодиш. И тргаме. Неколку луѓе беа најдени така за пробните епизоди, после од тогаш па натака останавме ја и Петар во екипата. Да, вие сте фактички спикерите на вестите, да ги речеме. Да. Од старт беше како што треба се или ви требаше време да се уходате малку, бидејќи е специфичен форматот, нели, не е секојдневен, да го речеме. Направивме неколку пробни епизоди со цел да се уходавме и се окей. И од тогаш си ја секако што треба. Па дури се И случува. пред тоа беше. Мислам дека не било секако што треба кога кокошка ви улета во. Да не имаме тоа случајно? Да, го имаме. Океј, дај да видим. Да ме се алергично на Кокошки. Кој го иницираше лидерот? Вчерашни направи обсерна анализа, Лиле нема. Вчерашни направи обсерна анализа на предностите и маните на овој проект. Не може. Не сум алергична на кокошки. Ова на Најнгек беше тогаш во времето топ. И Да. сигурно го има уште таму негде во фейворит. Го има, да. Чекај, како испадна кокошкава? Која е позадинската приказна? Искрено и јас не знам затоа што сакаат да ми ја скријат кокошката и да не дознаам дека има кокошка. Да ти биде Среќа во изненадување? соблекувална, некој ги издаде, па знае. А ти знаеше? Првичниот план беше да имаме Знаеше.
друго животно, Например? кое што ни откажа у 90 плюс. Тоа и се заврши кокошката. Да, ама одлично се снајде господјата. Што требаше, коза да не треба? Госпогица. Па требаше магаренце да дојде. Уште го чекаме. На патен. Го чекаме, да, најверојатно во втората сезона може ќе ни дојде. Што викаш у 93-та кокошка, улета. Ама добро испадна. Ма како не испадна, одлично. Мислам и со искуство се гледа дека е кокошката. Одлично испадна. Сега, значи, ова е мојот телефон, блиц прашања. Треба да одговориме. Најкористена апликација. Facebook. Резултати. Резултати? Маша. Дуци? Па не користам ја, спонзорот ми ја купи и сака да остане, Може и не така. користам многу Може и така. апликации, да. Мој воздух у моментов. Браво, царе! Најкористено смајли, емоджи. О, немам тоа, жена ми Она што се инсталираше. смее со солзи и Што со се смее со срцињата очи, да. И со срцињата очи, Да. супер, одлично. Ја тоа вајда намигнатото што е. Као вака? Да. Другар му на тоа Туци? одличното. Тоа е едно разлигавено што е, пошто тоа мене емотивно е така. Немам појма од тоа. Сериозно не Жена ми ја- користиш, бе, емоджи? Не ги користам, жена ми инсталираше нешто кога отвори вака. Викам, што е ова се? Некој нови излегува, некои лисици, магариња. можам, леле, ќе ти издадам. Ајде. Ќе ти издадам. Слободно. Значи, цитирам муабет со Мартин на Вибер. А, пред пола сат. Цитирам. Значи, цитирам. Ево го. Вика, има, одштампано е веќе. Зумирај. Дојди. Има, одштампано е веќе. Еве што му праќам јас, палче, значи палче му праќам нагоре, и тој ми вика, срце требаше да ми пратиш. И дава срциња. Така да тоа е најкористено смајли негово. Што ти е позадина на телефонот? Имам позадини што се менуваат. Така, сериозно? Секој На секој време? уклучување, Тебе да. што ти е перо? Ајдечка треба. Ама убаво ми е. Позадина на телефон? И куде мене исто, брат, да не покажам. И кај те најдечка треба? Добро. Ќе ми исечев многу. Јас се озбилив, жена и дете. Жена и дете, царе, браво. Браво. Последно, кому си му пратила СМС? Отварајте дечкото. СМС пораки. На На дечкото. Одлично. СМС последно, кај си пратил? СМС последно, отварај, гледај. Абе, праќав денеска, не, Каде, Јована ми отварај, прати. кажувај. А, на Јована кога ми каснеше преска за да ја собера. Дуци, последен СМС, брат. С некој девојко и вика, и ја тебе, ама имав тешкоти мало и така ќе ти сеавам да наска. Кај Јована која каснеа прес. Браво, браво. Ова е многу добро. Која позната личност ја имаш у контакти, а луѓе би се изненадиле? Ова едва чекам кај Мартин да дам. Иван Исцелител. Сериозно? Фак, браво. Па јас не ми текнува дали имам од позната личност, аш баш ми е криво што немам од Иван Исцелител, јас Мора нешто мора да Ти го земам на Јована, од Иван бре. Тоа после. Имаш од? Не ми текнува? Од тебе имам бре. Ке те спасам, ај, од Борис Трајанов имаш. Имам од Борис Оперскиот Трајанов пејач. број, нормално. Ја имам преша, бре. Кажи, мајсторе. Вучич, Маријан Стојановски, имам доста, многу е. Имаш од Маријан Стојановски? Маце го е. Фантастично. Само не Ти, дига брат. у задње Едва Ау, чекам да кажеш. ау, Значи, кој брат. што би се изненадиле луѓе? Ау, брат, знаеш каков ми е телефонскиот именик? Ја не знам, ајде. Дај два тројца. На која буква кажи само? Не знам, на буква која? А. Аце Багер не се важи. Кој Аце Багер? Се надевам багериста дека е. Имаш Аце Макджинс, Аце на Джамбас. Аце на Джамбас? Аце на Джамбас имаш. Па имаш Ацони, па имаш Аки, па имаш Алек, па Алек, имаш не го знаеме? Александар Бекстейдж, па имаш брат. Има Александар кај мене. Блажевскиот, а? Да, Блажевски. Па добро, секој мора нешто да има Брат, телефон, добро. има, свашта имам. Пуштай Јована, одлично. Пуштај. Во очи. Што ти бе, дебило е да ме
Зашто го сакам овој Ford Focus? Поради тоа што сам паркирам. Има активна помош при паркирање, затоа веќе не ме фаќа стрес кога паркирам. Уште да даваше помош при снимање на емисии, ќе беше супер. Да не ме фаќа стрес, кај оној жарио емисија, ќе му снимам јас на него 1 на 1. Мешевски ќе си прави сам емисија. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто од чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Вистинско темно. Златен даб. Дарк. Знам дека го сакам. Но дали го заслужувам? Да. Ви го представуваме новиот Фокус со ST Line опрема. Возењето кое е неверојатно, речиси дефинитивно го заслужувате. Сите се сеќаваме на својот прв дом. На моментите поминати со мама во кујната. И како да беше вчера кога правевме детски лудории. Се сеќаваме на својот 6-ти роден ден. На нештата кои не сакавме да ги делиме со никого. И на моментите поминати со оние што ги сакаме. 60 години го споделуваме светот на вкусовите. Некои кафиња ги купувате за наградни игри, а некои за уживање. Доколку сакате врвен квалитет и вкус, пробајте го Елит Делукс. 25 години со вас. Елит кафе. Јо плюс јогурт, збогатен со пробиотска култура ББ12. Јо плюс јогуртот го зајакнува имунитетот, го регулира варењето и ја збогатува цревната флора. Размислувај природно, храни се здраво. Млекара Јока. Заедно може да создадеме поубав свет. Дојдете на настанот Сонуваме, менуваме, за да им ја дадеме нашата подршка на децата со посебни потреби. Ве чекаме на многу музика и забава. Сонуваме, менуваме. Light Shock, the lightest and strongest Samsonite ever. Samsonite for life in motion. Во вторник, само во Нова Македонија. Најубавото детско списание Колибри Плюс. А во него, кои кратенки ги користат децата на интернет. И слушнете сега, ова не е шега. Не еден, туку 2 таблети за најдобрите и подароци за сите. Колибри Плюс. Пролетај повеќе. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто од чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Ќе закасниме! Ќе закасниме! Ќе закасниме, бе! Е, готово, нема, да знаеш дека ќе ни затвори.
На, готово. Што ми даваш мобилен, бе, паричник ми треба, у банка идем. Ова ти е сега и мобилен, и паричник, и банка, и се. Не си чул за M-Banking? Види бе, сега се можеш од мобилен да направиш. Значи да провериш состојба на сметка, да платиш рата за кредит, да пополниш налог, да провериш каматни стапки, курсна листа и што уште не. Море модерни времења, Чекај селфи. Мартин, ти си 100 години на телевизија, уште од детските серии што постариве ги знаат, помладиве не толку. Помаливе не ги знаат. Не ги знаат, да. Ама прво нешто што може би го знаеле е 99 Action, Мартин 99, така бит. Па и тоа дали го имаат фатено. 99 Action, колку знаеме? Кренеме рака? Малку бе. Опа, четворица од 100. Ама добро. Не, ти викам нови генерации. Тоа беше првото пред ексклузиви, бекстејджи. Кој е роден? Само секунда да исконтактирам со. Кој е роден 92-3? А после тоа? После тоа? Сите. Све ти јасно, имале по 5 години. Не гледале 99 Action. Како ти беше тој период? Супер, тогаш Златно ја бев време, млад. златно ли време ти е тоа? Па, златната кокошка малце покасно со меч беше. Што беше тоа? Зошто баш тој период? Па тогаш меч имав беше многу да им помал- појасниме дуел фактички. Да, дуел помеѓу мене и Бојана. Види, 99 Action беше нешто што го направивме во тоа време. Сега има некои епизоди се појавуваат на YouTube. Прв пат, после кој знае колку години. После 99-та година сега се појавуваат емисиите и сега кога ќе ги погледнеш, имаш некој репер што у 99-та година е направен. Понатака се развива, ама тешко се развива. Збориме за тој тип на емисии Такви за емисии. млади. Меч беше дуелот со Бојана. Значи, тоа беше многу полежерна варијанта за работа. Колку често одеше на телевизија? Идеше 3 пати неделно. 3 пати неделно. 3. Понеделник, Рекламите среда, петок. ваши си беа. Како беше Ти договорот сакаш со да знаеш телевизија? зашто беше златна кокошка? Па тоа да, златна кокошка вика. Што е работа? Да, све беше наше. Браво, бе, мајсторе, браво. Све беше наше, тогаш другше се работеше на етерот. Имаше многу повеќе простор да се земат пари за да се инвестира, за да се направи нешто поквалитетно. Сега... И што мислиш за денешната телевизија? Па ме нема на телевизија, ме немаше долго време на телевизија, нели? Не, ама како гледаш, пример, идеме напред, назадуваме, уместо стоиме. Мислам дека тапкаме уместо многу години уназад. Кога јас имав готово спремна емисија и кога ни една телевизија не беше расположена, не гледаш интерес да работи со мене, а гледаме свашта по телевизија. Да. Значи гледаме менјам кокошка, менјам козу, дојди ова, дојди ова, гледаме свашта. Ти им нудиш еден македонски производ и они ти викаат скапо им е, а? Не сме немаме интерес да работиме со тебе. Другите ти викаат ние имаме само емисии кои што се лиценцирани или кои што се франшизи, као менјам жено или менјам кокошко или кувар на ова. Јасно. Трета телевизија ти вика, абе, супер е да работиме, ама знаеш ти од кај си? Чии си? Чии си? Викам на тато и мама. А ти чии беше? На тато и мама. Гледате 1 на 1 сезона 8. Овозможено од Стопанска банка. Плаќај онлайн, брзо, лесно и сигурно. Дуци, да те прашам тебе, бидејќи немаш конкретна улога во вчерашни немаш. Например, Мартин си е Мартин 99. Јована си е Јована. Перо си е Перо. Дуци е те едно, те друго, те трето. Кому иде, да. И цело време си супер. Во сите тие. Така се погоди, не ќе јас така, ама така се погоди. Мораше некој да пополни место и тоа е. Ме избра мене. Да, велат дека ги владееш добро дијалектите. Може ли, пример, Дуци вака да ни пукне неколку дијалекта на брзинка? Што да ви раскажам? Анекдота некоја. Анекдота, не знам. Вака ќе ви кажам за мене, дихо имам стока купив, 3 коњи и едно магаре. Ама е сериозно ево. Да. Ова е сериозно, луѓе. Да. 2 коњи се крштевани, другите не се. Темел кога купив така крштеван магарето. И тоа е. Од прилика. Дајте аплауз за Дуци.
Сега имаме тука за вас едно тркало на среќата, еден на еден тркалото на среќата. Најмо викнем Игор да И тука да видиме, треба да одговорите. Разни прашања, не знам, да видиме што напишеле. Кој најмногу се смее на снимање? Јас. Ти? Па тоа ми е мене работа. Само додека снимаме Редовно, морам а? да сум, сериозна другото Има проблем време. на каде ја задржиш сериозно? Не. Не бе супер, освен што се смее многу. Ова, што е сега ова? На средина си. Од Да поново врти. видам во кој се овие. Ај ова нека биде. Кој најмногу пцуе? Мамеш, тајка. Ајде да си кажи искрено, брат. Не, па ние не пцуеме. Не лажите, има на снимка. Ти Значи пет. Сериозно? Да. Добро, ако си Пцуе, ти си. Добро бе, Перо, тоа е тоа. Па призна ако пцуеш. Заради на превари Ама тоа или друго добро нешто? звучи. Кој? Перо? Се што ќе каже добро звучи. Перо. Кога сме кај тоа, Перо. Ајде, за да докажеме дека се што Перо ќе прочита звучи добро, еве да видиме. Сакаш и ти ово читаш? Напиши и Жаре една, молим те. Лошо да го писам. Да, тоа проверувам. Еве, за да докажеме дека мене се што ми е- ќе прочита Перо е прекрасно, значи убаво размисли го и во камера ваму крупен кадар имаш кај тебе таму. Добро? Кај сум на таа камера? Да, значи се што ќе прочита Перо е изворено, еве ви доказ. Перо, тишина, слушнете го Перо во камера. Мудриов Патлиџан е апсолутно брилијантен. Фантазија! Фантазија! Ете ти доказ, како е кај ова. Сега имаме на игра по која што еден од вас ќе си добие викенд за двајца во хотел Гогов. Оу е, еден од вас. Играва се вика смајлиња, емоджис, како сакаш, нешто што тебе ти е слабост. Да добиеме викенд за двајца. Зашто и Перо да не иде? Зашто не биде Што викенд ќе за ни тројца, фали? па ние тројца да го добиеме? Зашто Значи е викенд за Абе, па ти што ќе бараш со тројца двајца мажи и на еден... викенд? А, ти се молам, ајде. Треба да погодите што е на сликата преку смајлиња. Кој што знае прв, нека крева рака и има шанса да погоди. Ајде Мора да со видиме. кревање или преку ред? Значи, ова е македонска песна од 90-тите рани. Кучето не сака... Да пукнеш леле што ми направи, Како да кучето мое... Нигде нема Студени друго. А, нозе... точно така е, Аплс да. Мартин. Нозе... Како кучето моје, браво, Мартин, еден поен. Одиме следно. Ова е македонска песна. Назад, Калино момо. Јована беше прва. Јована. Еден, луѓе, викенд за двајца, браво. Тројца рековме. Да отиде. Ја бараме девојката од лево, значи таа е поимот. Но не. Дуци беше тој што погоди. Дуци. Абе, моме... Еден. Ти дефинитивно не одиш на викенд. Перо, чао. Значи, се работи за спорт, некоја репрезентација го бараме овој вториот. Тој вториот. Тој е поимот. Оној Барак Обама. Бате Ване што го Боме збореше. Келе. Јована ќе оди во хотел Гогов. Заслужено. Фантастично. Има ли утешни награди овие? Ти со се. Давај таму. Бидејќи вие сте почаевите дечки. Лапајте се чај. Тоа, бога ми, видете, уште ви носат. Абе, Марти, земај витаминка, ајде, лапај. Утре, недела, 19:15 часот, вчерашни новости на Телма телевизија, тоа е тој фантастичен термин на Телма. Си гледате вести, па еден на еден во сабота, вести, па вчерашни новости во недела. Така е, тоа е тоа. За крај имаме многу добра игра. Играта се вика Да плукнеш ме из насмеа, а ќе играат вчерашни новости. Сара и Никита. Океј, значи играта ни е фейк или реален наслов. Знаеме нашите портали дека се и се што пишуваат, но вие треба да одберете дали е вистински или е лажен насловот. Следен. Јелена е убиена со црна магија. 6 перија и прамени од коса се најдени до телото. Фейк? Фейк, а? Ајде да видиме. Не, тоа е вистински наслов. Помогу! Океј, одиме на следно.
На часовникот често забележувате 11:11. Еве што значи тоа. Ова е вистина. Ова е вистина? Вистински. Вистински, да видиме? Да, ова е вистински. Нормално. Дори и Кузман Капидан го знае ова. Кој е овој фрајер на Тамара? Вистина? Колку глуп наслов, мајсторе. Не, ова е лажен. Ова е лажен. Ова е лажен. Ова е лажен. Карло Бос открива како да си ја задоволите сопругата. Ова е сигурно вистина. Фейк. Браво, 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 браво. Браво. А ти од кај знаеш кој е Карло Бос, па? Опа. Damn. Ана Бекута, мајка по 7 пат. Вистина? Фейк. Лажен? Ти си кралот на вистинските или невистинските наслови. Маестро, ова е за тебе, Сара, ова е за тебе исто заслужено. Ви благодарам многу и не ме кажува на учителот Гоце дека сум бил лош. Те молам. Те молам. Готово, попуштено е. Аплауз за Никита и за Сара, аплауз. Браво, дечки. Ова е, да би господа, да плукнеш ме изнасмеа играта во која што од режија ни пуштаат некои работи, интересни, смешни работи, а учесниците имаат задача да се воздржат и да не се направат утоп. Секој внатре во устата има голема готка, златен даб кога му пуштаат аудио, така да ако се насмее, Бога ми ќе направи попара. Денеска играат вчерашни новости. Вчерашни новости. Добро, на Мартин му е четврта веќе. На здравје, значи Голема земаме голтка има. длабока Да. голтка. Длабока голтка и немојте да голтате. Длабока голтка. Ја имам синуси, бе, не можам да дишам. Длабоко, длабоко. Ајде, држете и одиме. Дојран, кој што е популарно наречено како на пример Дојран, кој што е Охрид на истокот или во Охрид популарно. Дуци, гледај ги ни. Има еден дечко, многу ми се свија. Ти гледај ги ни, Дуци. Кад би био ранен. Дуци е готов. Добро издржа. Аплауз издржа, добро е. Голтај, добро. Океј, голтај. Океј, одново. Ајмо, живели уште еднаш. Ајде. Ајде одново. Убави длабоки голтки. Мартине. Длабоки е четврто кулови. Одиме. Уште Јована, одлично. Пуштај. Во очи. Што ти е, бе, дебило, еде ме матрон. Што ти е? Уби се, кретен. Вчерашни новости, дечки. Секоја недела 19:15 на Телма. Ајде, здрави. Какво дете беше, брат? Како Ја става, ајде да се знам бега. помалта, многу беше пофиг. Не, искрено, да немаше пиво, ја прва минута ќе се отиде. Ајде да се бегаме се. Шо? Ајде. Друг пат не му ни доаѓам. Не, беше.